Стадион. Емисија за вашата вистина. Поздрав до вашите слушатели. Може да се соопшти дека дефинитивно вчера е пронајдена уште една жртва во опожарениот автобус. Поред тоа, во таа несреќа животите ги изгубиле 45 патници. Вчера и денес се тука националниот истражител на Република Бугарија и заменикот обвинител на обвинителството во Перник. Ние денеска ќе им ги предадеме ДНК анализите на роднините на покојните, за да може да се пристапи кон утврдување на нивниот идентитет. Веќе вакви анализи се извршени во Република Бугарија и тие треба да се укрсат. За причините за незгодата во овој момент не може да се зборува, затоа што се уште се чекаат бугарското јавно обвинителство, се уште чека одредени експертизи. Треба да се обезбедат и други докази. Ова јавно обвинителство постапува по нивната замолница од една страна, но од друга страна со оглед на конкретната состојба во делот на почитување на законите и однесувањето според законите, прибира податоци и за евентуални кривични дела кои што можат да бидат поврзани со конкретната сообраќајна трагедија. Разговарате со собствениците, за вас треба да бидат достапни. Последната информација дека инспекторатот успел да влезе и да ги пломбира, да ги блокира канцелариите, просториите на Беса Транс. Во просториите на Беса Транс многу порано е влезено и оттаму се одземени, запленети документацијата и компјутер. Сега инспекторатот влегува во смисла да изврши контрола од инспекција од негова надлежност. Но по наша наредба документацијата е одземена веднаш. Преходно. Да ве прашам, Спасовски, министер за внатрешни работи, имаше пресконференција. Имаме целосно, постојано префрлање на топката на одговорност. За Ласкарци, пак ја префрли топката, зашто толку време нема известност, исход. Судска ја префрла пак топката кај правосудните органи. Вели, ние... Со право, граѓаните се задоволни од динамиката по која овој предмет се процесуира. Можам да истакнам дека обвинителството за неполни 6 месеци ја спроведе истрагата и поднесе обвинение. Од тогаш натаму овој предмет е заглавен во судските лабиринти. Одржани се околу 100 рочишта. Самиот факт дека одржани се 100 рочишта зборува дека не се работи за концентрација на доказите, дека нема ефикасност со така одржаните рочишта и мислам дека е тоа недопустливо. Ќе мора Советот кој постапува по овој предмет навистина да му даде приоритет на предметот и да работи на одржување на ефикасни рочишта без да ги повреди правата на странките во постапката и другите учесници. Јовески, има многу други информации. Немало лиценца, имало лиценца, поминувал 113 пати граница, никој не го сопрел. Има ли простор тука за други кривични пријави, за одговорност? Или тоа е институционален аспект? Веќе тоа спомнав, дека ние таа документација ја земавме, дека одземавме, прибравме документација и од Министерството за внатрешни работи
и од кога ќе ја прибереме целата оваа документација не само за потребите на истрагата што се води за сообраќајната трагедија во Бугарија, но и за наш предмет кој веќе го имаме оформен. Бугарското обвинителство многу наредби според тие информации со кои што располагаме даде, меѓу другото и за проверка како се правени патиштата, сигнализацијата, условите на патот. Зошто такви работи, се прашува македонската јавност, немаше и после сообраќајната несреќа за Ласкарци? Па сега не може да се прави компарација на сите несреќи, на меѓу сообраќајните несреќи. Кај некој е причината една околност, кај другиот е друга. Очигледно дека бугарските обвинители процениле дека тука не е во ред на тој дел од патот со сигнализацијата и определиле такво истражување. Прашам и за говорот на омраза. Во Бугарија повикане на разговор лицето кое што зборуваше за македонци на Скара. Кај нас мислев дека немаше, меѓутоа е вчера излезе информација дека и тука е сторено тоа. Не само што го повикале, туку против тоа лице определена и мерка притвор во Бугарија. И ние постапуваме по кривичните дела на омраза, но тие постапи траат малку подолго со оглед дека треба да се утврди идентитетот на лицето, бидејќи претежно се тие преку социјалните мрежи. И да се Еве излезе информација, скопјанец повикан во полиција поради коментар на Facebook со говор на омраза за автобуската несреќа. Да, тоа е точно. Тоа е точно. И за крај сакам да ве прашам колку, сега не сме ние прогнозери, меѓутоа за колку месеци ќе биде готова истрагата и ќе почнат судските процеси? Тоа е во овој момент неблагодарно да се зборува, бидејќи бугарските обвинители определија повеќе вештачења, повеќе експертизи во врска со незгодата и најверојатно ќе зависи од пристигнувањето на овие експертизи во обвинителството од една страна. Од друга страна и ние како јавно обвинителство врз основа на нивна правна помош постапуваме во делот на обезбедување на документација, во делот на сослушување на сведоци и ние најмалку ќе треба да се слушаме околу 20 на сведоци. До сега имаме сослушано неколку околу 7-8, но во овој момент приоритет е да се утврди идентитетот на загинатите патници, за да можат тие да се предадат на нивните семејства. Дали, еве сега едно прашање кое што си го поставува и јавноста, дали малку виолесни ова што во Бугарија се води истрагата, затоа што кај нас секоја истрага се политизира, се користи за политички поени? Не може да се така да се рече дека ни олесни за оваа трагедија. Нас ке ни олеснеше доколку воопшто не се случеше, доколку не се случеше оваа совраќајна незгода, навистина станува збор за голема трагедија во која се изгубени 45 животи, од кои 12 се млади луѓе, од друга страна изгубени се повеќе животи од едно семејство и ако бие прашањето дали ова обвинителство има потенцијал да спроведе истрага во вакви неповоди, јас ви тврдам дека тоа може. За причините само да ми кажете, има ли некои подетални, попрецизни информации зошто толку брзо? Зошто толку брзо не разбирам? За причините за сообраќајната несреќа, зошто толку брзо изгорел автобусот? Еве, немало, кажавте, нафта, немало бензин. Јас не можам друго да кажам, освен она што јавниот обвинител на Република Бугарија го кажа на
пресконференцијата, он ги искочи неколку можности за кои влијаеле или можеле да влијаат врз сообраќајната незгода. Многу е рано да се зборува кои се причините. Тоа најмногу ќе зависи од експертизите и стручните лица ќе дадат одговори на ова прашање зошто автобусот толку брзо изгорел, што била причината за да се запали, дали сигнализацијата била соодветна на условите на патот, брзината со која управувано возилото и ред други околности што се релевантни за да може да се донесе јавна обвинителска одлука. Господин Јовевски, јас ви благодарам, посакувам што побрзо да ја завршите истрагата, да има одговорност за оние кои што се одговорни, тоа го бара и јавноста од вас, се разбира. И јас ви посакувам се најдобро, а особено посакувам повредените патници што побрзо да закрепнат и да се вратат во државата. Благодарам, Љубомир Јовевски, републички јавен обвинител. Стадион. Емисија за вашата вистина.